Оној што се нарекува верник, вечерта во саботата нека ја заборави журката. Оној што верува во Исус Христос останува на литургија. Ништо не е толку битно колку литургиите во храмовите, ни вртењето околу маса, вапцаните јајца, а детето и обичаите што си ги прави македонскиот народ, а при тоа го заборава најважниот и најголемиот пост во годината. Како се почува да се губи смислата кога е тренд вртењето околу храмот, сите ги кршиме јајцата и заменуваме, не знам, на некој великденски кафулиња или слично. Не, треба народот да остане во црква на литургијата. Тоа е моментот кога се објавува вистински или се проследува Христовото воскресение. Народот секоја година вниманието го насочува кон бојата на јајцата и преполната великденска трпеза. Никаде во Светото писмо не стои дека треба во недела на ручек да се прејадеме и при тоа да ги заборавиме медицинските совети за количество на внесени јајца дневно. Кога ние пред литургијата почнеме да мрсиме, не е правилно, значи тоа се прави по литургијата, кога секој од нас треба, како што не вика Свети Јован Златоуст, сите сме повикани на Великден да се причестиме, секако со должната подготовка која што треба да ја направиме, а тоа е постот и молитвата. Јагнешкото можеби е традиција, но двојно поскапата цена не само што го прави овој народ алчен, туку е знак дека македонците не се така христијански настроени. Вистинскиот верник нема да гледа како да заработи двојно повеќе за време на најголемиот христијански празник. Верникот ќе внимава на цените со цел и сиромашниот и богатиот да имаат пристоен ручек за време на Христовото воскресение. Она што не достига се јавните дебати. Еднаш за секогаш народот да ги заборави приказните раскажувања од бабите и дедовците и да се насочи кон вистинската христијанска вера, ако ништо друго да ги следиме постапките со оние кои што делиме соживот, ниски цени на храната за бајрам и скромни погреби, зашто и онака покојникот на кој му одаваме почит нема ништо да проба од храната спремена како за на свадба.